Драги мои, се сеќавате на нашиот соработник Никола Зумба? Оној кој што беседнички ни зборуваше за Великден? Мора да се признае дека тој е едно исклучително мудро дете. Кога возам велосипед и ветерот ми ја вее косата, сите миризби од растутените дрвја го прават бранот низ кој пловам. Да не беше опасно и рацете ке ги испружев да ја гушнам убавината. Ова беа Коки и Лулу во позадина! Кога вози велосипед Никола, ке ви каже зашто размислува. Слушнете го! И помислете! Возење велосипед. Да возиш велосипед е многу убаво. Со велосипедот придонесуваш кон почиста околина. Исто така, велосипедот е убав и за тренинг. Јас возам велосипед секој ден и со тоа го одржувам моето здравје преку редовна физичка активност. Некои луѓе мислат дека велосипедот е само за деца и затоа тие се движат со автомобил. А пак некои мислат дека возење велосипед е глупост и дека поубаво е да се движат со автомобили. Но јас ги советувам сите луѓе почесто да возат велосипед, а поретко автомобил, бидејќи автомобилите испуштаат јаглероден диоксид кој е штетен по здравјето на сите нас, особено за лицата со посебни потреби. Да, драг Никола Зумба, можам да ти потврдам. Во развиена Европа, например Белгија, Холандија, во некоја мера и Германија, на пиедестал ги имаат ставено велосипедите. Прв приоритет на коловозите имаат велосипедски патеки. Потоа следат средствата за јавен превоз и трамваите. Па товарните и лесните возила. Во Холандија има еден град, Гренинген, кој што пред неколку години се предизајнира и се изгради целиот за да може најбрзо да се стигнува од било кој дел до центарот со велосипед. Така има специјални патеки и прстени околу градот. И со кола се стигнува за 35 минути, а со велосипед за 5 минути. Замисли! Исто така, развиените земји прават и автопати за велосипеди, за оние кои што работат од еден град во друг. Да. И да врне и да вее и бура да коси, тоа за нив ништо не е. Велосипед патници си носи. А во Белгија се изнагледа всекакви варијанти на велосипеди. За двајца, за тројца, за со деца. Многу интересни. Мајката ги вози децата во едно специјално приколче кое бидејќи таму често врне, се покрива со најлон и се тераат. Цели семејства на велосипед. Кај мајка ми во универзитетот Гент во Белгија можеш да добиваш по 1 евро на ден ако одиш на работа со велосипед. Замисли! Ем природата заработува што не ја загадуваш, ем ти што си вежбаш. Ама на вистина, баш како тебе.
И паркинзите за велосипеди се огромни. Понекогаш студентите си забораваат каде си го оставиле велосипедот, па чекаат да се подиспразни паркингот, за да си го најдат. Имаше и такви што се пакуваа две тркала едно до друго и си го носиш нарамо. Лесено. Ама скапи беа. Свет во кој велосипедите се на пиедестал, убавини. Си возиш и ветрето те гали. Природата те поздравува, а мускулите создаваат енергија. Чудесен е тој свет, нели?